сега ги парите троши. Нашите пари. Ние пензионерите со минимални пензии бараме да ни се покачат пензиите линеарно, да бидат пензиите сите исто, а не на пониските пензии ќе земат 600 денари, а големите пензии ќе земат дури 4000 денари. Тоа не е правилно покачување, бидејќи они се бунат некои. Јас овие денови имав разговарано со некои луѓе што имаат високи пензии. Тие се бунат. Демек тие плаќале повише, ние со малите пензии сме плаќале помалку. Тоа е точно, ама кога одиме во пензии, сите имаме процент од добиената плата што сме имали. Затоа и тие влегуваат со поголема пензија. И ние ништо не го споруваме тоа на нив. Не може сега, кога сме пензионери, јас мислам дека сите сме еднакви. Сите имаме звање пензионери, никој не предонесуваме ништо за пензионерскиот фонд. Сите зимаме. На овој начин, со покачување процентуално со пензиите, ние можеме да го осиромашиме пензијскиот фонд. Затоа бараме да биде еднакво покачување. Кажете ми зашто е сега и незадоволството према председателката на Сојузот? Зашто се согласи? Се согласи за 6%. Таа е најодговорна за тоа. И не поддржува, место она да излезе сега тука со нас, оно канцеларија и се кријат. Зошто се крија која е исправна? Значи треба да биде со нас пензионерите, ние двоиме, чланарина даваме. Да ни каже, да ни објасни. Шо е ова, на шо личи? Они ги трошат нашите пари по екскурзии, си одат, си уживаат. Тоа е срамот. Нека ни покачи 3500 линеарно, за да не доаѓаме овдека. Колку гледате овој број тука луѓе што се? Ќе бидат утре уште повеќе и уште повеќе. Дур не се остварат нашите барања. До кога? До септември, се знае. Сите така кажа Сдруженија на Македонија, од сите градови. Се знае, од септември се знае до 3500 линеарно на сите. Што е ова бе, срамота со ова пензија, со ова плата? Нека прогледа власта. И председателот, и премиерот, и сите други за овој народ. А не само се прават да имаат катаракта, да не гледат ништо, а после се јавуваат за ова зона. Не ќе политички ништо да разговараме, само си бараме нашите права. Работи и за нив и за нас исто. За лекови пари немаме. 4 години у пензија, јас знам како сум поминала. 40 години ме одбивале за хотели, за здравство, за све. Ве молам нека преземат нешто. И ние сме луѓе. И ние сме луѓе. Наш 80%, нив 6%, да видат како се живее со 6%. Ние нема да отстапиме. Политички не интересира. Нас политики не интересират. Ние си ги бараме нашите права. Ако јас 40 години сум давал наназад за ова држава, барам сега да ми возврати. Достоинството да се покачи на пензионерот. Срамота е. Шо е ова? На што личи? 12.000 пензија. Не сме да биде испод 20.000. Испод 20. Ние дојдовме овде да не рушиме, да не палиме. Ние дојдовме овде да бараме живот за најниската класа. Понижена. Да ви е јасно. Овие луѓе што ги гледаш се напратени ја изградија ова држава. Влегова тука сега растурачиле државата. Дајте му на овој народ напатен минимална пензија. Како можете вие, пратеници, нема позиција и опозиција, сите да изгласате за 7 минути? За 7 минути да изгласате 78%, а за нас не можете да најдете време да мислите нешто друго. Ве повикуваме постхитно да се соберете и да донесете закон за минимална пензија, да живи оној кој брка боканти. Од скупната маса на пензионерскиот фонд за 325.000 пензионери, линеарно по 3500 денари. Втора, корекција на минималните пензии до 20.000 денари. Трето, ослободување од партиципација во здравството за лица над 65 години и измена и дополнување на позитивната листа на лекарства. Четврто,
да се воведе старосна пензија за лица над 65 години. Само кратко, ние сме од Свети Николе, Сдружение на пензионери. Значи овде еве списоци. 1070 подписа стојат за това што го кажа колегата од Кавадарци, да не ги читам истите барања што се и наши со луѓето од Кавадарци. Значи се придржуваме према тоа ова што го бараме. За сите тоа да биде еднакво и нема отстапување од тоа. Ако не сакат да го исполнат во петок повторно, во петок, а пензијата сега за овој месец да се израчуна, повторно излегуваме, нема назад. Evo,